Длабока венска тромбоза е заболување со кое секојдневно се соочуваат многу луѓе. Лекарите велат дека ако кај пациент нема вродена склоност кон тромбоза, најчесто таа се јавува во подоцнежните години. Нормално дека при долгите патувања поради позицијата на седење притисокот во вените расте. Затоа што крвта тече обратно од силата на земјината тежа, мускулатурата не функционира, значи крвта тука застојува и се исполнува еден од условите за појава на тромбоза, а тоа е венската стаза или успореното течење на крвта низ вените. Во принцип, сите спаѓаме во некоја си потенцијална категорија за да имаме длабока венска тромбоза некогаш во животот, а поготово со старењето, значи ризикот за појава на тромбози кај луѓе кои што немаат вродена склоност расте со годините, значи со старењето. Лекарите советуваат за сите пациенти кои се соочуваат со таков проблем при долги патувања да носат еластични чорапи. Во вакви случаи мускулите на подколениците не се контрахираат, што доведува до намален проток на крвта низ вените. Вообичаено, посебно им обраќаме внимание на пациентите кои претходно имале во животот епизода на венски тромбоемболизам, значи било да е тоа длабока венска тромбоза или било дробна тромбоемболија, да во случај на долги патувања носат обавезно еластични чорапи. Всушност и длабоката венска тромбоза е позната како economic class disease, значи болест на економска класа, се мисли на долгите летови. Им препорачуваме да носат еластични чорапи, како што реков, им препорачуваме да колку што може да движат мускулатурата со посебни вежби на подколеницата, дури во некои повеќе часовни летови и самите компании прикажуваат и снимки за вежби кои што би превенирале евентуална длабока венска тромбоза. Потоа ги советуваме да пијат доволно течност, значи течност во смисол на вода, не на алкохол. Кај оние пациенти кои патуваат подолго од 4 часа, препорачуваат дополнително и соодветни вежби за мускулите на нозете. Доколку после патувањето се забележи оток на екстремитетот или болка во градите, итно треба да побараат медицинска помош.